Вести во 8 ви благодарам што сте со нас. Продолжува борбата на лекарите за животот на повредените по несреќата во Кочанскиот клуб Пулс. Последните информации што ги соопшти Министерството за здравство велат дека и во текот на ноќта и доцна попладнето дел од пациентите се префрлале во странство за да им се обезбеди подобра медицинска грижа. Мирјана Давидовска утрово ја следи состојбата и имаме и во овие вести во живо. Мими, кои се последните информации? Имаме ли нови информации за состојбата на повредените? Да, имаме нови информации одовде од хируршката клиника Свети Наум Охридски. Пред неколку минути разговарав со директорот на болницата, доктор Нивојша Настов, за состојбата на 11 мината повредени кои што се сместени токму во оваа хируршка клиника. Од нив тројца се малолетни лица, пациенти. За сега, за среќа, како што кажа и самиот доктор, тие се во стабилна состојба, но се на интензивно лекување, постојано им се пружа она потребна помош во зависност од нивната моментална состојба. Разговарав неколку минути со него детално за нивната состојба, во продолжение да го слушнеме овој разговор. Моментално сите 11 пациенти се стабилни. Мислам истото како и во текот на вчерашниот ден, така и во текот на ноќта помината е мирно, без никакви инциденти, се моментално се во стабилна состојба. Од овие пациенти не се во толку ризична состојба за да треба да бидат препраќени во странство или постојано се менува таа состојба? Кои се информациите? Дали некој од нив може би ќе бидат испратени? Значи, динамична е работата, особено кај ваков тип на повреди, така да работите може да се менуваат од час во час. Нормално они се под константен мониторинг и се ревалуираат на секој саат буквално. Така да сега за сега нема потреба од транспорт, но доколку се укаже, спремни сме и ние, и Министерството и владата да се организира транспорт во некој од земјите. Така, на кој одделение се сместени, од кој аспект се третираат? Значи, пациентите се сместени во единицата за интензивно лекување, во шок-собен одделот за пластична хирургија, во зависност од состојбата. И како што ви кажав, тоа е динамично. Генерално секој ден се обработуваат хируршки самите рани, односно самите опекотини, така да тоа е, ако денеска се на едно место, утре може да бидат на друго, но битно е дека цело време се мониторира нивната состојба. Колку е тешко сето ова да го спроведувате? Дали добивте некоја поддршка и помош од оние странски доктори кои што пристигнуваа во земјата од Да, видете, комплексен е третманот кај изгорениците, особено што овдека не се работи само за изгорениците, го се работи буквално и за интоксикација, односно вдишување на отровни чадови, вдишување на пламен, така да генерално имаме доволно, екипирани сме доволно за да може да ги третираме самите пациенти и нормално дека имаме помош, има екипа од Израел дојдена која што е тука, која што помага во третманот и со совети нормално. Така, станува збор за хируршка клиника, вие сте веќе специализирана клиника повеќе години, колку успевате како лекари, како доктори да пружите сето на помош која што имате и во однос на дневниот капацитет кој што го имате на пациенти станати, но и на овие кои што сега се во моментов и најзагрузени. Генерално успеваме да ги исполниме потребите како на пациентите кои што се хоспитализирани заради инцидентот во Кочани, но исто така успеваме да пружиме помош и на останатиот дел од граѓаните кои што гравитираат кон оваа болница. Така да во однос на екипираноста сме екипирани и можеме да одговориме на потребите. Така, дали ротирате со лекарите и од клиничкиот центар? Не, генерално работиме со сопствениот кадар. Нормално на располагање ни се и колегите и од клиничкиот центар и од 8 септември, но сега за сега се нема окажана потреба за тоа. Изминалият ден лично съм се срещнал с близките на всички пациенти. 9-тия пациент е сестричката на един от пациенти, който е интубиран. При срещата с мене установих на място, видяхме, че детето има проблем. Изпратихме го екипа на професор Майя Аргирова, установи дълбоки изгаряния по предмишница и се наложи да бъде прието за обработка раната и съответно да му се окаже помощ. Това е 9-тия пациент, момиче на 15 години. Болницата Пирово, бидејќи ги посетив сите пациенти 9 што се тука, а вкупно се 15 во Бугарија. Значи, од 9 пациенти кои што се во оваа болница, другите 3 се во Пловдив и 3 во Варна.
веќе од 9 кои што беа да речам на респиратор, 2 се екстубирани, што е добар знак и според докторите тука има огромни шанси за да имаат многу добра прогноза и да се вратат здрави на своји нозе во Македонија. Да, Александар, го слушнавме новиот разговор со директорот на хируршката болница Свети Наум Охридски, но потоа ги слушнавме изјавите кои што во текот на вчерашниот ден доцна попладне беа дадени од Бугарија, каде што во посета беше министерот за здравство Таравари. Претходно тој беше и во соседна Грција за и таму да се сретне со здравствените власти и да ги посети оние пациенти кои што беа пренесени во тамошните болници. Слушнавме за нивната состојба, тоа беа последните информации од текот на вчерашниот ден. Инаку во текот на ноќта нешто доцна околу полноќ уште 4 пациенти беа префрлени во Атина. Грчки воен авион пристигна на Скопскиот аеродром и ги презема пациентите и ги пренесе во војната болница во Атина. Во Атина вкупно досега има 7 пациенти кои што се хоспитализирани и во Солун се третираат 5 од повредените во тешката катастрофа пожарот кој што настана во Кочани. Според информациите од медицинските центри во Австрија, од 6 пациенти 5 се на интензивно лекување во стабилна состојба, додека еден е префрлен на интерно одделение. Во Литванија 4 пациенти се на интензивно лекување, но во стабилна состојба. 5 пациенти повредени во пожарот во Кочани, кои што беа испратени на лекување во Анкара во Турција од вчера. Добрата вест е дека дишат самостојно. Во Србија во моментот се лекуваат 30 пациенти и се на интензивно лекување, но во стабилна состојба. Во здравствените установи во Бугарија, од каде што ги слушнавме овие изјави, се лекуваат 14 пациенти, од кои 7 се на интензивна нега, останатите се со помал процентни изгореници и самостојно дишат. Во текот на попладнените часови вчера, 3 пациенти беа испратени од тука од клиниките и во Полска со помош и поддршка на земјите од Европската Унија. Како што кажав и во првото мое вклучување, малку потешко се добиваат информации од здравствените власти за моменталната состојба генерално на сите овие пациенти кои што се сместени во нашите клиники, па како што најавија тие, откако ќе го одржат состанокот на кризниот штаб во 9 часот, дури потоа во 10 часот, според оние засега се уште не потврдени информации, ќе треба да се обрати министерот за здравство заедно со дел од лекарите кои што ги третираат овие пациенти од клиничкиот центар, за да слушнеме и за последните информации за состојбата на пациентите кои што тие ги третираат, но според последните официјални податоци испратени доцна вечерта од Министерството за здравство, 17 пациенти во моментот се лекуваат во градската општа болница во 8 септември, 13 пациенти се на Карил, 11, како што слушнавме од директорот од тука, се во хируршката клиника Свети Наум Охридски, 10 пациенти на клиниката за пластична хирургија и на клиниката за токсикологија, исто така 10, по 4 се на торакални, на детската хирургија, по 20 пациенти се на лекување на травматологија, пулмологија и во општата болница во Штип. Оно што за крај исто така сакам да го принесам како информација е тоа дека во текот на вчерашниот ден Министерството за образование и наука испрати соопштение со кое што ни информира дека заедно во соработка со УНИЦЕФ, но и со сите психолози од институтот изготвиле насоки за постапување на училиштата, на наставниците, но и на родителите во услови на ваква кризна состојба, со цел да им се овозможи психолошка поддршка на учениците по големата трагедија која што настана во Кочани. Во насоките за училиштата, меѓу другото, се вели дека треба да се одржуваат училишните активности и да не се откажуваат часовите, затоа што надворот од наставата, од училиштата, учениците ќе може да се препуштат на неконтролирани влијанија од средината, може да бидат оставени на преголемо влијание на социјалните мрежи, на разни информации кои што кружат на истите. Оно што исто така е потенцирано, на кое што ќе треба да внимаваат и самите наставници, а потоа дома и родителите, дека
часовите. На часовите ќе треба да им се пружи сите она психолошка помош и поддршка на учениците, да не се одржуваат тестови, да се организираат повеќе активности со кои што ќе им се помогне учениците да се чувствуваат подобро за време на часовите, но исто така она што е најважно, она што го потенцираат од Министерството за образование и наука, дека постојано треба да се издвојува време за разговор со учениците, да им се допушти да ги искажат своите чувства, да им се понуди помош за сето она што во моментот го размислуваат и кое што ги оптеритува, но исто така ова важи и за самите родители, доколку некои ученици, како што се вели во соопштението, има потреба од поголема помош, секако да бидат консултирани и експертите. Александар, ова се за сега последните информации за следното информативно издание. Се надевам дека ќе имаме многу повеќе од страна на лекарите за пациенти кои што се сместени во нашите клиники. Да, ми остани на терен, ја следиме оваа ситуација, ги објавуваме информациите онака како што ги добиваме.